Мирна и без посериозни инциденти е атмосферата во предизборието според ОПСЕ ОДИХР. Наблюдувачката мисија на Организацијата за безбедност и соработка во Европа го објави периодичниот извештај кој го опфаќа периодот од 13 до 29 септември, а кој се однесува на опкружувањето во пресрет на локалните избори во Македонија. Ако претепувањето на кандидатот и актуелен градоначалник на Шуто Оризари не е нотирано затоа што инцидентот се случи 4 дена по периодот за кој извештајот се однесува, тогаш во најмала рака чудно е што воопшто не се споменува и вооружената пресметка која се случи претходно, а во која што животот го загуби носител на независна советничка листа во општина Кичево. Можна причина за ова е тоа што МВР тешкиот инцидент во кој уште 2 лица беа повредени не го поврзува со изборите, иако дел од инволвираните се политичари. Она кое што од ОПСЕ го забележуваат се неколку изолирани политички инциденти во кои настрадале партиски седишта. Опкружувањето пред почетокот на кампањата беше мирно, со неколку изолирани инциденти. Мисијата на ОПСЕ ОДИХР воочи случаи на предвремено почнување на кампањите од страна на неколку партии, а постои загриженост околу потенцијално купување гласови, заплашување и користење на владини ресурси за водењето кампања. Стои меѓу другото во извештајот. Споменати се и искршените штабови на ВМРО ДПМН во Киселавода, во Кавадарци и на СДСМ во Бутел и во Аеродром. Во извештајот фигурираат и кривичните пријави за градоначалници и законите кои ги донесе власта, а се однесуваат на финансиски и социјални прашања кои што можат да влијаат на изборите. Сепак, она што најмногу им паѓа во очи на наблюдувачите е тоа што дел од партиите одржале собири пред почетокот на официјалната кампања. ВМРО ДПМН и СДСМ во Велес, ДУИ во Скопје, Алијансата на албанците во Струга и БЕСА во Тетово. Наблюдувачите забележуваат и порелаксиран однос на партиите и невладините организации во однос на избирачкиот список, сегмент од процесот кој беше исклучително проблематизиран при изборите минатиот декември. Сега, нагласуваат од ОПСЕ, 1.800.000 лица имаат право на глас. Од нив 220.000 извршиле увид, 237 побарале корекции, а избришени од списокот се само 49 гласачи. Се на се, иако извештајот на наблюдувачката мисија главно се однесува за периодот во пресрет на официјалната кампања, е далеку од впечатокот кој за предизборието го имаат партиите. Пред се ВМРО ДПМН, од каде обвинуваат за насилства и прекршување на законот, со жртви, кандидати за градоначалници доведени во животна опасност, искршени и демолирани штабови и партиски седишта, изборен подкуп на граѓани. Од власта кратко одговорија дека опозицијата шири лажни вести.